Естади Сиутат де Валенсија, заедно со Камп Ноу во Барселона и Рейно де Навара во Памплона, уште минатата година доби привилегиран статус како еден од трите стадиони на кои Реал Мадрид мачи вистинска мака во последниве неколку години. А по мечот одигран на 18 септември годинава, стадионот на условно речено помалиот клуб од Валенсија, Леванте, само го потврди епитетот на место на кое големците паѓаат на колена. Леванте, најпријатното изненадување во воведните 11 кола во Ла Лига, со пласмаон на четвртата позиција, е формиран во 1909 година, цела декада пред најпознатиот тим од Валенсија, истоимениот и многу поуспешен клуб од овој град. Ако ги послужи среќата и добрата форма, благодарение на одличната атмосфера која се создава на Естади Сиутат во Валенсија, кој знае каде може да заврши оваа сезона за Леванте, тимот кој на овој стадион игра од неговата официјална инаугурација во 1969 година. Првиот надпревар на стадионот го одиграле градските ривали, обстојувајќи на традицијата да си гостуваат меѓусебно при отворањето на новите стадиони, нешто што и Леванте го направил во 1923 година, кога Валенсија за прв пат истрчала на својата месталја. Стадионот сместен во квартот Ориолс е со капацитетот точно 25.354 гледачи. Има терен со димензии 107 на 70 метри, односно по 2 метри во ширина и должина, помало од теренот на Камп Ноу во Барселона. Неслучајно го спомнавме Камп Ноу, бидејќи на прв поглед од горе Естади Сиутат неодоливо потсетува на неговиот голем постар братучет од Барселона. Трибините обоени во блаугранато новите, како и покривањето на само главната од нив, се оние сличности кои на прв поглед стадионот ги има со оној во соседна Каталонија. Од конструктивен аспект, стадионот на Леванте е направен во 3 прстени, но проектот предвидувал негово зголемување доколку се јави потреба, со што капацитетот на истиот би се зголемил дупло и би собирал околу 50.000 гледачи. Но потенцијалот за експанзија на Естади Сиутат не е причината поради која и ден денес фасадата на стадионот не е оформена до крај, или подобро речено е само закрпена и на повеќе места зјае празнината од подтрибинскиот простор кога гледате од надвор, а кога ќе влегувате во него, гледајќи му го скелетот, чекорејќи точно по трибините, повеќе се чувствувате како да се наоѓате на некое градилиште, отколку на стадион. Довршувањето на стадионот виси во воздух, откако првите луѓе на Леванте пред неколку години пројавија интерес за продавање на овој стадион и градење на нов, кој од 3 страни ќе биде опкружен со водена површина. Но дотогаш, фаворитите се уште ќе треба да се снаоѓаат на пеколната атмосфера која ја прават малкуте, но пасионирани фанови на овој клуб од Валенсија.